На наше задоволство, денес наши гости се ученици од подрачното основно училиште Атанас Нивичански, Висока Мала и од основното основно училиште Сандо Масев во Струмица. Благодарение и со подршка на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, за учениците обезбедивме флуоресцентни лечења, кои што во овој временски период ќе бидат и најпотребни и најнеопходни, се со цел имајќи во предвид дека временските услови се такви какви што се, намалена видливост, облачно, значи оваа целна група дечиња кои што се едни од најризичната категорија на учесници во сообраќајот, го заслужуваат токму тоа да бидат видливи во сообраќајот. Не завршуваме овде, значи денеска тие има подготвено една прекрасна програма и двете училишта, значи со кое што ни го честитаа денот на превенцијата, меѓутоа продолжуваме веќе во вторник, имајќи во предвид дека 9 ни е неработен ден, со тоа што повторно со подршка на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе реализираме активности во уште 3 основни училишта на подрачјето, и тоа во основно училиште Свети Кирил и Методи во Дабиле, во основно училиште Никола Вапцаров Струмица и во основно училиште Маршал Тито во Струмица. Се надеваме и очекуваме дека заедно со вас како медиуми ќе ги проследиме овие настани до пошироката јавност и повторно се обезбедени 245 лечења за сите првачиња во овие 3 училишта кои што веќе ги наведов. Јас прво да се надоврзам на излагањето на господја Хризантема, значи Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од формирањето на новиот совет некаде во мај оваа година направи неколку кампањи со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот. Имаше повеќе кампањи, ќе издвојам само неколку за оваа прилика. Првата беше летната кампања, кога сите, значи возачите заминуваат на годишни одмори. Направивме една многу убава кампања по границите, по наплатните рампи и така натаму, секаде каде што се движат возачите кога заминуваат на годишни одмори, им делевме едукативен материјал и со тоа мислиме дека многу придонесовме да им кажеме, значи да не брзаат, секако ќе стигнаат на саканата дестинација, подобро да се живи и здрави, отколку да брзаат и да направат некоја несреќа. Околу оваа кампања за која денес сме тука, Републичкиот совет одвои дури 4 месеца. Сметавме дека е многу важна, направивме многу кампањи, посетивме многу училишта и поделивме многу рекламен материјал. Една кампања која сакам да издвојам се однесува на една целна група млади луѓе, тоест средните училишта, 3-та и 4-та година. Значи луѓето кои сега ќе се стекнат или веќе се стекнале со возачки дозволи и со самото тоа постануваат активни учесници во сообраќајот, млади и ризични да кажам, и затоа ние бевме во сите тие училишта да допринесеме, значи да им укажеме колку е тоа важно да ги почитуваат сите правила во сообраќајот.